По 17-ти пат, граѓаните поддржувачи на шарената револуција излегоа на мирен протест по улиците на Кочани. Маршот го започнаа од паркот на револуцијата, од каде со транспарент "Селективна правда е неправда" и со извикување на вообичените пароли против актуелната власт продефилираа низ центарот на градот и повторно се собраа на почетното место. Пред насобраните граѓани беа повторени барањата поради кои веќе 2 месеци се организираат протестите во скоро сите градови во државата. Беше речено дека уште неколку дена остануваат од поставениот рок до 18 јуни Уставниот суд да ја потврди легалноста на специјалното јавно обвинителство на Катица Јанева. Уставниот суд ја имаше можноста да покаже дека е за Македонија во која влада е правото, а не во која влада е криминалот. Меѓутоа, повторно, Уставниот суд, со тоа што не ја стави точката на дневниот ред, го покажа своето вистинско лице и покажа дека не е на страната на правдата, туку е на страната на криминалците од власта. Тоа не го дозволуваме и затоа секој дневно ги полниме улиците и бараме правда. Трајчевски рече дека оставката на министерот Ставревски не значи крај на проблемите, бидејќи тој ја задолжил државната каса со повеќе стотици милиони евра, што ќе мора да ги враќаат сите граѓани. Поради тоа, не само тој, туку сите кои направиле злоупотреба на народните пари ќе мора да се повлечат од функциите и да одговараат, беше речено на собирот. Време е криминалците да си се соочат со правдата. Време е корумпираните да одат во затвор. Време е да ни се врати достоинството на нас како луѓе, затоа што ние не сме човечиња. Време е да си ја вратиме и слободата, и демократијата, и правдата, и време е за промени. Конечно доаѓаат промените. По сите ранг листи, по сите статистики не убедуваат дека сме биле или први во светот, или меѓу првите 5 во светот и во Европа. Да, вистина е така, меѓу првите 5 сме, ама од дното па нагоре. Ако е се така убаво, ако напредуваме буквално во секој поглед, зошто толку луѓе се одселуваат од нашата држава? Тоа веќе нема да го дозволиме. Лукаровска додаде дека за да се разреши политичката криза во Македонија, задолжително треба да се исполнат договорените услови од Пражинскиот договор, односно прочистување на избирачкиот список, демократизација во медиумите и составување привремена влада која ќе подготви фер, демократски и кредибилни избори. Организаторите на протестот најавија дека маршот и собирите нема да престанат се до исполнување на барањата.